Jeppa! Како е, драга бандо? Знам дека секогаш почвиме со jeppa и то може малце да ве изнервира. Ама ворете, пошто шоуво е за то, да не се нервираш. Сакам да почнеме со малце позитивна енергија. Нели, на сите нас тоа ни е многу потребно, особено во овие тешки времења. Јас сум Никола Тодоровски или накратко Коле. Вие претпоставувам дека веќе си ги знаете имињата. Би било глупо да не си го знаеш името. Така да сега само стегате subscribe, удирате на звончето и... О, братко, на времето на атлетика, не? И спремни сме за почеток. Јепа! Се извинувам. Претерав, знам, готово. Ојме, понатаму. Број 5 за денеска. Кога ја остај некој торбата на празно седиште во автобус. Ова сите сме го правеле. Кој помалку, кој повеќе. И не само што може да ти изнервира. Паза и нула, небо и земја да се спојат, до толку може да те изнервира. Но исто така, може ти да ти дајте огромна комоција, зависи на која страна си, дали си тој што влегол во автобусот или тој што си го патил прв седиштето. Ако си тој што влегви сега во автобус, кој што е вака преполнет, значи пукат внатре од луѓе, тогаш, брат, дефинитивно ќе те изнервира. Некој ако ти рече не се нервирај, не само што за друго се нервираш, туку се нервираш за се наоколу. Мислам, како да не те изнервира. Дошол, фатил едно седиште, ја ставил торбата на другото, шо е бе, автобусов татко ти е? Не те нервира толку самиот чин дека некој торбата ја остел на празно седиште за кое што нема платено карта ѓубрето, ѓубросано. Не, то не е тоа што те нервира. Она што те нервира е што се прави дека не знаеш што се случува во моментот. Што? Да не ви смета ова? Не, како ни сметало. Јас дојдов денеска, станав од сабајле од ранизори, немав друга работа. Не, реков ќе одам на автобуска, ќе го чекам автобусов што е последниот за Скопје и ќе се молам некој на седиштето за кое што имам платено карта да имат ставено торбица. Како ми сметала. Не, воопшто. Баш дури, нешто си мислам поздраво е човек да постоите малце. Еве, влегов овде и постојам. Не само што не ме нервира, кај што ја имаш ставено торбата и се правиш на 3,5, не, туку ми идат вака само да подскокнам, да растворам крилја своји и да оставам гравитацијата да го заврши другото. Буквално, значи да паднам на торбицата и да ја згмечам за сите пари. И то немат, например, да ти речам, леле, извини, случајно, да не може малку да ја потргнеме малку, евентуално торбава. Не, воопшто, ништо такво, не. Само ќе скокнам и во себе тивко ќе запеам. Yes, baby! Сиот гнев што години, генерации се насобрал во фамилијава, има да му го истурам врз торбицата, ќе ја смачкам за сите можни пари. То сте мал збор. Ќе му ја дезинтегрирам буквално торбата. И ќе се молам во себе тивко, да имат што е можно поскапи работи внатре, како да речеме лаптоп, колку прекрасно звучи. И после тоа можеме да продолжиме да си се преправаме дека немаме појма што се случува. Кој си ти? Кој сум јас? Што е работава? Дали ми сметаш? Не знам јас дали ти сметам. Која е смислата на животот? И такви срања, ти текви? Одма нервоза да поминвит, Гледаш? Од друга страна пак, ако сум јас тој што прв си го фатил седиштето, друго е одма. Тогаш ќе се потрудам торбицата да е што е можно помека и што е можно попривлечна за твојот окупаторски гс. И ќе се погрижам внатре да ставам колку што е можно повеќе, значи повеќе оштри предмети. Осеќате колку е преако? За ти го ќе седнеш? Небото да се отвори.
Пресмешно би било. Се е смешно, се дурне ти се случи тебе. После, може да те изнервира. Број 4. Да не ги пуштиш луѓето да излезат од лифтот пред ти да влезиш во лифт. Дали, еве вас ве прашувам, дали на планетава има нешто поглупо од ова? Значи, колкав е коефициентот на интелигенција што е потребен за да сватиш дека некој треба прво да излезе од лифтот, Дали се следиме? Дали, драги студенти, е јасно довде? Добро, одиме понатаму, значи, повторувам, некој треба да излезе за ти да влезиш. Иначе, ако влезиш ти прв, тогаш ќе треба пак сите да излезите и однова после да влезеш. Веќе ни јас не знам како е во тој случај. Готово, тотално, значи, брат! Како да ти објаснам? Човек дури не се ни нервират колку е ова глупо. Тоа е исто ко да се ожениш пак со некој со кој што си се разведил пред 5 минути. Зошто би си го направил тоа? Повторно. Мислам, зошто? Така, и пак све од почеток. Кат! Одново, идеме! Екшн! Не ги оставај чорапите овде. Ти претече кафето. Не се нервирај. Не се нервирај ти, пичка ти материна. Јас за друго се нервирам. Број 3 за денеска. Некој го ќе почни реченица со немој да се навредиш, но треба Дейвид Коперфилд да си за да не се навредиш кога некој те навредува. Мислам, логично не е. Што очекваш некој да направи кога ти планираш да му даеш еден целодневен критички осврт врз животот и делото, како и творештвото. Мислам, логика, така? Немој да се навредиш, но пиши, значи вака. Тоа е исто како да му речиш на некој немој да умриш сега, пошто ќе те убијам. Шо ти е те, нормално да ќе умрам. Не знам ако ме упуцаш, што е нормална работа. И не само што ќе умрам, тако ќе умрам намерно. И ќе те проколнам. О, ѓубре, ѓубросано. Пола сат ќе умирам, заина е. Да дај Господ, да ти се заглави октопод в газ. Знам, глупо е, а умирам овде, така? Немој да се навредиш, бе. Ама ти си едно големо ѓубре ѓубросано, клето дете, невоспитано и мислам дека си премногу импулсивен, претервиш и цело време нешто си ироничен, саркастичен да не заборавиме, нетолерантен воопшто и немој да се навредиш. Не, јас воопшто вака внатрешно не се навреди? Не, зошто? Секако ние сме тука дојдени да работиме на мене. И е окей. Ѓубре си. И то тотално. Ѓубросано. Да. Воопшто. Јас не се навредвам. Ич. Се е окей, бе. Окей е. Бич. Број 2. Вечно каснење. Дали осеќате како внатрешно вака воопшто не се нервирам? Осеќаш? Вечно каснење во државава. Мислам дека треба се прогласи за олимписка дисциплина. Познавам луѓе, екземплари, што можат не редовно да ти закаснат. Тие секако редовно каснат. Можат да ти закаснат на професионално ниво. Има луѓе што се толку добри во доцнење, што е спектакуларно. Толку доцнат секогаш што мислам дека ќе си задоцнати на погребот собствен, што кој ќе видиш не е така лошо. И она што те нервирате дека тој што доцни не сваќа, што е проблемот, бе? Ништо, брат, те немаше едно 15 сати дојде покасно од тоа што се договоривме. Пого сега отколку никогаш, така? Море. Кочо? Не се нервирај. Не, брат, појќе веќе немам ни сила да се нервирам. Кој гнаси, Број 1 за денеска. Ова ми е омилена. Некој цело време кој ќе зборви за диетата што ја држал. Имам впечаток дека секој понеделник во 7 без 15 на вечер
се измислуваат нова диета во светот. И одма недела дена пред то имаш веќе експерти кои што ги знаат сите факти, сите позитивни, негативни страни. Несакани ефекти, конзумирај умерено, прочитајте ги упатствата пред да конзумирате. Се знаат уште пред диетава да е измислена. И цело време се зборвит само за тоа. Боринг! Јас јадам од ова не го јадам, пошто не ми иде со купниот број на калории, плюс има некои состојки кои што не ми се совпаѓаат со она кое што ми е мене. Визија за моето тело, визија за нејзиното тело. Таја имала визија. Сингир, телово е проект на Европска културна фондација, па треба ние сега тука да имаме ете така како едно гледиште, нели една визија, дакле, визија имала за тел. Оди молим те, касни брокула, смири се и дојди да поразговараме повторно. Не е оделе некои состојки со нејзината визија за телото. Мамо! Земи ме, глупо ми е! Господе Боже, не можам. Зова не вреди ни да се изнервираш, бе, колко е глупо. Страшно. Боринг! Имала визија за телото. Ама ки имаш визија, мори, срце златно. Зошто личиш на кит насукан на плажа? Со сета должна почит кит некој ден се навреди. Порано сигурно било полесно. Порано, ко настанало човештво во првите неколку дена. Уште диета не била измислена. Замисли колку било прекрасно, интересно. Си оделе луѓето, си береле бобинки, не знам, плодови разни. Се што ке најделе не се пребарвело. Не биле аздисани ко некои палави дечишќа. Не, појди си, се сакале да пробети тогаш. Се ги интересирало. Да, бумца исто така. Еј, шо е ова, бе? Уморе како речи. Ама било окей, а не сеја вака, ја јадам ова, не јадам она, сакам од ова е премногу пржено, ова е премногу варено, мислам дека не треба да стои 15 минути на сонце. Кармичките процеси, запри, боринг! Тогаш биле на времето, биле 100% посрекни. А не денеска имаш на менито во преубав ресторан, добро, можда мебелот е од Икеа, ама окей, амбиентот е убав, сакам да кажам. Во менито имаш салата со пилешко, растено во органски услови, хрането со многу љубов покрај органска пченица, рецепт дополнет со авокадо и чија семиња, сготвен од група девици разјарени во занес, кои што сосот ти го поставиле со чиста страст и немирен поглед. И ти викаш, мене ова не ме fucking бенди свит. Лапни брокула, освежи се. Лайк, шер и коментари одоздола, изразете се. Нека излезит лошото. Напиши шо ми ти го мачи душето и шо ми те нервират, море, паше златно. Нами ти се гледаме повторно пак.